Денеска во студиото на МИА имаме задоволство да го имаме за гостин директорот на Меѓународниот филмски фестивал Браќа Манаки, Симеон Монидамевски. Добро дојдовте. Поарно да ве најдам. Годинава фестивалот прави 45 години, јубилеј. Дали можете во пресред на неговото отпочнување да ни откриете нешто за програмата на фестивалот, за селекциите, може би да ни откриете со кој филм ќе го отворите фестивалот? Како не? Се што спомнав не можам да ви кажам, веќе не е тајна, ние мораме веќе повеќе и да промовираме во овој период затоа што за 3 недели веќе помладени почнуваме. Значи 45 години го славиме јубилеот, меѓутоа 45 годишнината јас велам кај нас е како 50. И има многу посебна причина за тоа. Наша, да кажам, она што не прави престижни во светот е дека сме најстари и во моментов сме пораснати. Иако тоа би можеле да го кажете и претходно, во втор најголем фестивал во светот и се приближуваме многу блиску по своето значење до оној другиот, кој што е, јас би рекол на некој начин конкурент, зашто е единствен исто така кој што се бави само со кинематографери. Снимателите ги викаме кинематографери, тие биле сниматели, па директори на фотографија, па сега кинематографери, се менуваат работите во светот и терминологијата во сите сфери, па и таму се менува, но се менуваат и функциите, зашто порано ако ја носеле тие камерата, потоа некој друг ја носел, тие гледале на мониторите, сега се друг ја носи, третија оперира, работи на камерата, има значи различни нивоа. Но кинематографери се оние кои визуелно го со режисерот го смислуваат филмот, му служат на режисерот најдобро да го реализира својата емотивна, импактна публика, атмосфери и така натаму. И ја следат на екранот и следат дали тоа се остварува. Некои од нив и сами ги носат камерите. Ние сме, значи, најстар, втор по големина и во моментов многу значен фестивал во светот. Значењето му е сериозно пораснато. Една од работите кои ги сватив на почетокот на мојата работа, кога отидов на тој другиот фестивал, што би рекле во Хари Потер, што не треба да се спомене името, не, се шегам. Шегувам, тие се наши пријатели, многу убаво ме пречекаа таму газдите. Меѓутоа, една од работите кои ги уведов е дека сите знаат за Манаки. Јас сум од Манаки, испечетив картички и отидов да се представам за да ги викам луѓето да дојдат. И тие сите знаат за Манаки, никој не бил. Значи имал кумина биле, доаѓаат главно тие што биле добитници на наградата за животно дело, тоа е нашата најпрестижна награда и таа никогаш никој нема да може да ни го земе како примат, зашто сме почнале 96-та, мислам, 91-та, втора е почнат по осамостојувањето, трета повторно обновен фестивалот, но 96-та е првиот меѓународен добитник Свен Никвист, тоа е големиот кинематографер на Ингмар Бергман, големиот шведски режисер филмски. И овој фестивал кој што е почнат под нас 15 на години, никогаш не можел да ги има некој од тие добитници на наградата за животно дело што биле починати. Така. И ние сме ги наградувале и моите предци се што работам, невозможно би било за волку кратко време да го сработам, да не бил, да кажам, темелите што ги поставиле моите предци, зашто они ги биле мудри доволно да викаат такви големи луѓе кои сега вличат имиња. Зашто јас кој ќе речам кој се бил на нашиот фестивал, зинуваат сите. И е престиж да дојдат и да примат награда од нашиот фестивал. Тоа е нашата најпрестижна. И втората е специјалната камера 300 за посебен придонес на филмската уметност, која што било предвидена за помлад кинематографер, кој што не е на залез на кариерата, а е подеднакво голем по талентот и раскош. И таа ја има добиено неверојатни кинематографери. На тој багаж градиме. На тој багаж го создава фестивалот, но разбрав дека има многу луѓе од филмската, прво од филмската индустрија, јас кога дојдов имавме еден спонзор. Го донесе кој што беше заминат, го врати претседателот на Друштвото филмски работници, помогна преку контакти, па јас го преземав, успеавме да го убедиме да остане и почнавме со еден спонзор првата година. И тоа е многу битен сегмент од филмската индустрија и од овие фестивали, од овој тип на фестивали, зашто кај што имате звезди кинематографери, доаѓаат млади кинематографери за да слушаат од нив предавања, мастер-класови, воркшопови. Кога доаѓаат и кај што имате средна генерација исто така, кога доаѓаат млади кинематографери, почнуваат да доаѓаат филмската индустрија производствена, зашто тоа е нивната една клиентела. Ќе купуваат камери, ќе рентаат објективи. Значи така се гради фестивалот, зашто почнуваат да се вртат пари и не зависите само од локалното финансирање, почнувате да добивате поголем прилив. И ако надградувате, во догледно време може да израснете во многу сериозна институција. И ако реинвестирате. Но, кај нас доаѓаат овие големи звезди, доаѓале, овие не знаеа за нас. Ово сум слушнал, ама не сум бил.
и таа средна генерација која никогаш не дошла големи кинематографери. Значи сериозни џокери снимале Ани Каренини, номинации, Оскари, освоиле Джеймс Френд, не дошле, не ги викнал никој затоа што не добиле награда. И тоа беше моето прво сознание, знаеме дека имаме бисер, ама никој не отишол да го продаде надвор. Така. И тоа беше мојата работа. Јас практично тоа го работам овие 4 години и родува со плод. Ние имавме првата година во епидемијата имавме 130 посетители, втората година дојдоа 250, лани имавме 467 гости во Битола која нема практично повеќе капацитет. Јас имав среќа во целиот тој процес, само за да разберат нашите слушатели, да се случат одредени историски, географски збиднувања и одредени промени во филмската индустрија кои одат во наш прилог и јас се обидувам во овие 4 години додека сум тука да ги искористам во целост. А тоа е на првиот фестивал, втората година, фактички ни дојдат две жени се јавија, може ли да дојдеме, имавме некој вишок пари, добивме повеќе пари од тогашната министерка. Да ги потрошиме мораме, ние сме здружение на граѓани, не можеме профити да остваруваме. И ја викам нека дојдат, ќе им платиме авионски карти, беа ефтини билети, мора сами си платија билети првата година, хотел ќе им платиме, дојдоа и ги пуштивме со такси во Охрид. Одушевени се вратија дознав дека тоа се едни од двете најмоćни жени во производствената индустрија на филмска опрема. Едната работеше за голема PR агенција која застапува производители на филмска опрема, другата беше на ред познатите камери, маркетинг директор. Тие беа толку одушевени кога отидов да ги видам следната година на другиот фестивал Камери Маш се вика, колку сакаш да ти донесеме гости ме праша. 1000, 2000, ја реков нема во Битола место, 500 и ми донесува 467 лани. Растеме со нивна помош и како почнуваат да доаѓаат големи кинематографери, лани го имавме на Џокер снимателот, на Ана Каренина, на Atonement, дојде Ула Понтико снимателката на Руска кукла, че почна да се зборува за нашиот фестивал, колку повеќе ги дворите, тие повеќе радосни си одат и почнуваат да зборуваат. Мојата намера, крајна, овој фестивал не само да одбележуваме кинематографијата е, овој фестивал да го сврти и веќе го врти окото на индустријата кон нас, значи на овој фестивал доаѓале наши медиуми, локални медиуми, регионални медиуми. Годинава прв пат ја имаме елитата на филмската кинематограферска и на светската филмска индустрија. Медиуми, не индустрија, пардон. Значи ни доаѓа British Cinematographer, тоа е еден од двата најголеми, American Cinematographer, најголемиот часопис. Ни доаѓа Cinegirl, главното списание за жени во филмската индустрија. Ни доаѓа Camera and Lights Mag, тоа е главното списание на хиспано-американскиот свет, кај што се зборува секаде шпански, тие се доминантното списание за филмската индустрија, особено за кинематограферството. Ни доаѓа Definition магазин, во моментов преговараме со Variety, кој што е најголемиот часопис за филм во светот и кој што бил најблиску во регионот во Сараево и Солун. Ни најавија дека ќе дојдат и преговараме во моментов ако дојдат да има на една страница реклама за Манаки фестивалот. Значи тоа е тоа е растот што го правиме. Првата година имавме Ари, втората ни се приклучи Lights, познатите светски објективи, тие произведуваат леќи за камерите. Лани беа повторно Lights, ама стана ексклузивни партнери за наредните 5 години со малку посериозни средства ни помогна. Годинава имаме покрај тие две уште 5 нови спонзори од филмската производствена индустрија и 7 ни доаѓаат како скаути. Значи зборувам за огромни фирми како што се Red, Росков, најголемиот производител на филтри и на бекдропови, тие се позади се снима, мислите дека е град, цртани се, односно фотографии. Доаѓаат Кук, Panavision, значи сите се редат, Sumolites, се повеќе и повеќе расте интересот и мојот намера е да го донесам фестивалот до негде кај што ќе почне да малку да се осамостојува финансиски, да не зависиме од државата, тешки времиња имаме, живееме во состојба во која се кратат буџетите за филм, тоа значи кратење на нашиот буџет и морам да му обезбедам, тоа значи и одредени жртви, фокусот го префрлам од едно на друго, да обезбедам иднина на фестивалот за тие што ќе дојдат по мене да може да по-комотно да го градат и да го продолжат во тој смисол и годинава имаме 17 звезди. Значи ако сме имале по тројца, годинава да ни доаѓаат 17 звезди кои заедно тежат 4 Оскари, 13 дополнителни номинации за Оскар, 7 Бафта награди, тоа се британските Оскари, многу се па морам да ги прочитам, 17 номинации за Бафта, 4 Кански награди, 1 Венецијска, 3 награди и 3 номинации во Берлин, 4 Еми, 1 Златен глобус, 7 европски Оскари, 25 награди на другиот фестивал, 1 награда на Санденс, 1 награда на азиските Оскари,
2 Цезари и 4 номинации за Цезар, тоа се француските Оскари, и 5 Давид Ди Донатело награди, тоа се италијанските Оскари, ви ги спомнувам најмоćните асоцијации во светот. Тие се најголемите сниматели се француски, обично, американски помалку, англиски главно, британски да не кажам, француски, италијански, полски и мексикански. Во последните години тие се доминантни во светот, ни доаѓа нивни представник на нивното друштво на кинематографери, председателот на шпанското друштво на кинематографери, ни доаѓа председателот на австралиското друштво на кинематографери, од цел свет. Ни доаѓаат представници и председателот на британското друштво на кинематографери и се разбират две најмоćни организации во таа смисла се британското и американското друштво на кинематографери. Нашиве кинематографери имаат 8 награди на британското, 11 на, што доаѓаат година во овие 17 души, 11 на американското, 26 номинации на британското, 14 на американското, значи прси плева. Луѓе кои снимале, само ќе ви кажам кои филмови ги снимале: Хари Потер и полукрвниот принц, Најтемниот час, Амели Пулен, Многу долга венчавка, Трагедијата на Макбет, Mad Max Fury Road, Енглески пациент, Сведок, Ладната планина, Години на опасно живење, Англиски пациент, повторно сум го напишал, Талентираниот господин Рипли, Хери Потер и Каменот на мудроста, Совршена бура, Фирма, Општество на мртвите, Друштво на мртвите поети, Мисисипи во пламен, Труман шоу, Ричард Трети, Во името на татко ми, Белата панделка и пијано, учителот по пијано на огромниот Мајкл Ханеке, еден од најголемите европски режисери. Ние особено внимание посветуваме на европската продукција. Central Station, најголемиот бразилски и латиноамерикански, веројатно покрај Мексико, режисер. Сеја Тивко на Западниот фронт пред 2 години Оскарот што го доби добитникот. Снимателот на Милионерот од предградијата, на најголемите филмови Антихрист, Последниот крал на Шкотска, 28 дена подоцна, снимателот на LA Confidential, Последниот мохиканец, Инсайдер, Врелина или топлина, X-Men, последната пресметка. Значи и доаѓа снимателите на култните ТВ серии Игра на троновите, Куќа на змејовите, Демоните на Да Винчи, Среќна седумка, Шерлок, Темнина 1899, значи сите доаѓаат, најголемиот дел од нив ќе држат мастер-класови и работилници. Годинава имаме, за среќа, ние не мора да се грижиме за сите, за нив се грижиме, имавме помал буџет, другите сите сами си купуваат и веќе немаме сместување во Битола, од што се зафатени од хотелите од луѓе кои сами си купуваат. Значи, годинава колку гости може да очекува на фестивалот? Ако лани беа околу 460. Видете, годинава имаме многу интересна состојба. Ние можевме годинава затоа што сами си купуваат и луѓе однапред се најавуваат од познати кинематографери. Ни доаѓа делегација, председател на финско друштво, председател на шведско друштво на кинематографери со делегации, председател на француско друштво на кинематографери со делегации. Они сами си букираат пошто не им плаќаме ние. И имаме во моментов само 150 соби дневно. Ние ги ротираме, не остануваат сите цело време, очекуваме околу 300 до 450 гости годинава, зашто не можевме поише соби да добиеме и затоа што ни бе малку скратени буџетите заради економскава состојба, мораме малку да внимаваме колку трошиме, толку колку што можевме ги пуштивме нозете. Имаме, за разлика од лани, првата година имавме 25, преклани имавме 65, лани имавме 80 филмови, годинава ќе бидеме околу 65 пак, зашто не можеме да немаме кина. Значи, така, 65 филмови ќе може да се погледнат во сите програми на... Имаме нова програма, ви реков. Значи, имаме главната надпреварувачка програма, таа се вика Златна камера 300 или Камера 300. Таму имаме фасцинантни, јас како сум директор на фестивалот, не сме имале подобри програми во било која категорија. Ама во било која категорија. Во програмата, значи, програмата главна, која има 12 филма, меѓу кои имаме и домашна премиера, секогаш сакаме да имаме домашна премиера, и со неја ќе го затвориме фестивалот. Фестивалот го отвораме со Партенопе. Тоа е хит на Канскиот фестивал, последен Кански фестивал, сниман од Дарија Д'Антонио, наша бивша председателка на жирито во изминативе 2 години беше. Не беше лани, да, преклани беше председателка. А тоа е на Паоло Сорентино, еден од најголемите европски режисери. Со него го отвораме, инаку филмовите кои ни доаѓаат во оваа категорија се од британски, американски, јапонски, кинески, германски, еден германски имаме, пардон,
еден шведски, еден дански, уште еден американски, ама тој е сниман од норвешки снимател и норвешки режисер, а американски филм. Имаме италијански, индиски филм и аргентински. Значи многу, ама филмовите се кукли, како да ви кажам, не се само убави. Кога зборувам за квалитетна кинематографија, значи тоа не може да е убаво да го гледате. Треба да служи во, ако е грозен филмот, треба да ви буди такво чувство камерата. Овие филмови имаат меѓу себе заедно 4 номинации за Оскар, 2 Оскари, 6 Бафти номинации, 3 британски Оскари добиено, 4 номинации и 6 Кански награди, 3 номинации и 6 Венецијски награди, 2 Берлински награди, 4 номинации за Златен глобус, 7 номинации за Европски Оскар, 4 награди на Европски Оскар, 4 номинации на азиските Оскари и 1 азиски Оскар. Само овие 12 филмови. Не чепкам во другите филмови се стравични и подеднакво носат. Новата програма, значи имаме студентска, исклучителна работа завршија сите наши селектори, годинава горд сум на тоа што го одбраа. Имаме 12 студентски филмови, ама не личат на студентски по ништо. Извонредни и сите се многу типични представници на нивните кинематографии. Точно можете да видите како гледа секој менталитет, точно како го доживува светот преку филмовите. Исклучителни филмови. Сите убави и многу богати како содржина, нездодевни. Публиката ќе ужива, ќе доаѓа, нема да и биде здодевно да седи, ниеден немаме подолго 2,5 сати, само еден е 2,5, другите се сите, не ни тој 2,5, 2,18, другите сите околу 2,5-2 сата, што е извонредно, зашто имаме многу филмови, многу тешко станува да седиш у кино. Имаме кратката програма 14 филма, во неја имаме 3 наши, во студентската имаме 1 наш, во главнава имаме 1 наш. Само во овие две категории на документарна програма, која е секогаш извонредна, го скративме на 6 филма долгометражни и имаме една категорија која никаде во светот не постои. Ние ја викаме, она е во медија европската програма, е наречена земји со низок продукцијски капацитет. Имаат мали буџети за филм. Она што го видовме во изминативе 2 години е дека во нашата програма доаѓаат филмови кои коштат по 100 милиони долари, 200 милиони долари. Се снимаат 4 месеци, 5 месеци. И ќе дојде филм, така е, и ќе дојде филм кој што е 500.000 евра. Сниман за 28 дена. Брилијантно, ама не може да се такмичи заради изгледот, заради продукцијската вредност, заради актерите, не може да влезе. И направивме програма кај што можат да влегуваат овие брилијантни, талентирани кинематографери кои успеваат за ниски буџети да направат ремек дела, за да може да ги види светот и да каже, вау, дај да го пробаме на високо. Зашто така влегуваат во бизнисот? Зашто Манаки секогаш од своите почетоци бил фестивал кај што се откривале нови таленти и кај што им се лансирала кариерата. И така е и годинава. Во однос на гостите кажавте, во однос на новитетите. Последново што го рековте за нискобуџетски филмови, која води селекцијата? Селекцијата ја водеше главниот селектор на главната програма, извршниот директор на фестивалот и јас ги погледнува, се сум гледал со исклучок на документарните филмови и 1-2 филмови кои не добивме скринери. Партенопе не сум го гледал, чув извонредни работи од Кан, селекторот го виде, рече дека е извонреден. Мојот помошник, јас бев зафатен, не можев да одам во Кан, он отиде го гледаше, рече тоа се извонредни филмови. Значи тие ја праве, ние тројца ја правевме, немаме за оваа програма посебен селектор. Пред селекцијата ја правеше извршниот директор на фестивалот кој што работи како звер, за тројца луѓе работи, нема да може да го направиме ние. 2,5-3 луѓе го правиме фестивалот во текот на целата година, од септември работиме и е многу тешко да го изнесете, по тројца, по двајца работиме, трчаме на сите страни, гледаме филмови за да бидеме сигурни дека ќе биде се во ред. Во јули месец на една пресконференција посветена исто така на фестивалот, најавивте нови големи изненадувања на фестивалот. Дали веќе ги спомнавме или треба да очекуваме уште нешто? Не сме ги спомнале. Едно од изненадувањата ќе ви го кажам веднаш. Ние стануваме повторно единствени, да не кажем втори во светот и единствени по ова што го правиме и први ако сакате, не го правам јас тоа да се фалиме. Јас само сакам да ги свртам очите на светот кон Македонија, како земја кај што филмот има посебно место и филмската уметност и тоа верувам дека вродува со плод, за да може кај што привлекувате внимание, почнуваат да се слеваат пари. Значи плодовите на оваа работа се глеdaa лани и годинава. Бидејќи во главната конкуренција ставивме 2 филма кои беа извонредни кинематограферски остварувања, некои од луѓето кои ги следаа филмовите од овие големи фирми што имаат пари,
за објективи што се газди и така натаму, беа одушевени и рекоа наш кинематографер избра да го снима новиот рекламен спот за нивните објективи. И тие дадоа пари, нивни продуцент пратија, наш копродуцент и цела наша екипа го спреми филмот, го снимија и тој годинава не само што е главниот клип за реклама на нивните објективи, туку тие од тој материјал изработија краток игран филм кој што селекторите го одбра и влезе во надпреварувачката програма за кратки филмови. Резултат на тоа дополнително што го работиме, бидејќи го свртуваме вниманието, Француската амбасада во Белград и Францускиот институт и Француската амбасада во Скопје, оваа година ни дадоа буџет да направиме копродукциски маркет на кој што ќе дојдат тројца француски продуценти да бараат копродуценти од нашиот регион, вклучително и од Македонија, значи 3 земји се фокусот 4: Србија, Косово, Црна Гора и Македонија, со кои имаат подпишено договори за соработка на полето на културата и филмската уметност, а многу мали реализации има. Носат нивни продуценти, ние обезбедивме 5 проекти кои се пријавија и кои што тие сега ќе ги разгледуваат и би влегле евентуално како коинвеститори. Значи, мојата идеја е не сега. Мојата идеја е да отвараме простор, да не гледаат, зашто ние имаме сериозни помаци во филмската уметност, поголеми веројатно од било која друга уметност, не ја знам ликовната, сигурен сум дека имаме големи талентирани ликовни уметници, меѓутоа во филмската уметност имаме сериозни помаци, филмови на Венеција, на Кан, на Берлин, кратки, долги, и почнуваат да се вртат, имавме медена земја на Санденс, на Оскари, почнуваат да се вртат, која е оваа мала земја што има ваква продукција? Која е оваа мала земја што прави ваков фестивал? Тие знаат дека имаме мали буџети, правиме чуда за нив, таа екзотика ги пали, Битола им е убава, интересна, седат, оној друг фестивал е комерцијален, 10 минути состанок, 10 минути состанок, ние ќе ги донесеме, си седат, си пијат вино, јадат ручеци, се дружат и вика, можеш ли да пробаш со моите објективи? Немаат таква можност таму. И сите сакаат да дојдат кај нас. Дали таа динамика малку поразличена е, уживаат, за нив? Уживаат во тоа. Так. И втората работа е што имаме 3 предности во овој момент и мораме да ги искористиме. Тоа е целиот фокус, ама тоа не стигнувам сегде да го објаснам. Фестивалот не е за телевизија. Едната е дека жените се поголемо учество земаат во филмската индустрија, порано биле камери, тешки по 45 кила. Так. И главно биле мажи кинематографери. Дигиталната технологија возможува и жени да почнат да се вклучуваат. И ние им даваме простор. И со филмови, во изборот на филмовите, многу снимателки се жени, сниматели на овие филмови се жени, режисерки се жени, и имаме панели и воркшопови за тоа како жените повеќе да се вклучат. Второ, имаме целосна поддршка од Меѓународното здружение за кинематографери, кое што целосно се префрли на нашиот фестивал годинава, председателот доаѓа и маго се вика, нив им даваме поддршка, регионалната конференција кај нас се случува, тоа бара многу внимание и пари, ние толку колку што имаме вложуваме, и јас затоа се обидувам да го градам, некогаш жртвуваме домашни проекти годинава, нема да имаме MacPoint програмата заради тоа што немаме пари, нема каде да ги сместиме луѓето, и јас велам како добри домаќини годинава ќе стегнеме зави, до година ќе имаме поише и ќе правиме чалами, ќе си играме со тие работи, но имаме многу наши филмови во програмите и сите членови на Друштвото на филмски работници се поканети и може да останат по 3 дена бесплатно на фестивалот. За тоа имаме. Супер. Од новитетите рековме, нешто се спомна за звездата, за звездите на Широксокак. Значи сега можам да го обзненам тоа, затоа што добивме дозвола од општина Битола, вчера отидов и се договоривме како ќе го реализираме. Ние сме фестивал, не постои друг фестивал во светот кој што го има тоа, ама тоа не е битно, не постои друг град во светот, освен Холивуд, каде што на булеварот главен, на главната улица на Широксокак, ќе има звезди на овие добитници на наградата за животно дело со годината кога ги добиле, почнувајќи од браќата Манаки кои се во чие име е направен фестивалот, едниот има добиено почесна награда, годинава ќе му дадеме и на вториот посхумно. Ќе се обидеме да најдеме членови од семејствата кои се живи, разбрав каде може да има, ќе ги поканиме да дојдат, да им ја дадеме наградата за братот кој што никогаш не бил чествуван соодветно. Годинава на двајцата им ставаме посебни звезди, ќе почнат од пред киното Манаки и полека ќе одиме према офицерскиот дом надолу, каде што ќе ги редиме овие на живите кои зашто ни доаѓаат 6 од живите и 7-миот нов. Значи колку звезди значи оваа година ќе година 18 ќе поставиме. Оваа година 18. Така. Значи тие дел од луѓето што ќе ги добијат овие звезди, што се веќе ќе бидат и ќе ги откријат. И они ќе ги откриваат, правиме црвен тепик, снимање, шампањ, за нив се отвара, имаме спонзори кои ќе носат шампањ и така натаму. Работиме многу со спонзори. Буџетот на нашиот фестивал
за луѓе кои тоа не го знаат и не го следат, а може и не ги интересира. Ние добиваме дел од средствата од Агенцијата за филм, тие доаѓаат од владата на Република Македонија преку Министерство за култура на Агенција за филм, од каде што ние преку конкурси добиваме дел од средствата. Обично добиваме околу 40%, останатото сами го обезбедуваме. Значи околу 60% фестивалот се финансира со помош од општина Битола и сопствени средства in kind или кеш преку спонзори. Годинава малку сме симнати на околу 30% од Агенцијата за филм, ама разбираме дека е состојбата во земјата тешка, сите мора да стегнеме каишите. Тоа е мојата филозофија. Јас не гледам од денес зутре, јас гледам од сега за 4 години, некогаш. Така. Годинава го очекуваме и нели добитникот на наградата Златна камера 300 за животен опус, господинот Бруно Делбонел. Да. Дали тој ќе одржи мастер-клас? И мастер-клас, и ќе имаме негов филм прикажан вечерта, и ќе имаме во склопот на францускиот копродукцијски маркет. Ќе дојде, мислам, и амбасадорот, може би од Белград, директорот на Францускиот институт и така натаму. Тој ќе дојде и тој ќе одржи мастер-клас и ќе открие својата звезда, зашто ќе имаме и негова звезда на широк сокак. Втората награда ја добива полска една кинематограферка, брилијантна, која за среќа или жал, неизин избор работи многу повеќе во азискиот дел и во источниот дел на светот. Таа е позната по 3 неизини брилијантни филмови, Ајка, Тулпан и третиот за кој што има добиено кај нас златна награда и има добиено на другиот фестивал исто така, мислам, Златна жаба, се вика In Darkness. Своите најголеми филмови ги снимала за Ањешка Коланд, една од најголемите светски режисерки. Таа ќе доаѓа и таа ќе држи мастер-клас и колку работилници вкупно се предвидени? 9 9 работилници во 6 дена имаме, бидејќи првиот ден не ни се важи само отворањето е вечерта. Имаме оф-фест програма која ќе има и други филмови. Филмот на Тамара Котевска, бидејќи беше прикажан премиерно во на Македокс, ние мора да се премиери. Тоа е една од пречките кои ги имаме понекогаш во работата. Кога ги правеле старите статути, за да може да има публика во киното, се гледало да немало претходно прикажувани филмови, имало кина во Битола, и ќе дојдат филмовите, па ќе ги прикажуваат на фестивал, па никој не да ги гледа. И останало дека мора да е премиера, значи таа ќе има ден пред ова, се обидуваме да обезбедиме уште на неколку кратки филмови да има проекции во киното Манаки пред почеток на фестивалот. Оф-фест програмата на Манаки почнува неколку дена пред фестивалот и трае по фестивалот. Божиновски е главниот организатор од Битола, тој е еден од нашите главни поддржувачи на фестивалот во секоја смисла, и звездите и све. Не знам колку смеам да зборувам за спонзорите овде. Ограничено. Добро, но тие и една прилепска фирма која произведува мермери гранити, тие ни ги прават плочиве. Тоа е огромен трошок, не многу сериозна. Тоа се покриено со спонзори? Со спонзори. А кој е автор на звездата, дизајнерското решение? Божиновски. Да? Вие ме прашавте, да. Па добро, тоа е нека друга, ако е автор на, ако е креатор на решението, тоа тие се јувелири, ние биравме, се договаравме, сугериравме, на крајот тие го среди, и јас сега бе во Битола вчера си дали додов. Дали може ексклузивно да добиеме како? Може, ќе ви покажам, јас носам слики и кај ќе биде поставено, све ќе ви оставам, ако сакате го вклопите во емисијата. Ова е мостра. Поубаво изгледа звездата од колку ова што ќе ви го покажам сега. Вчера ја видов, тешки се убави, од месинг, како златни се полиран месинг, прекрасно изгледа. Тоа ќе биде доживување. Имаме уште планови со општина Битола за тоа каде да одиме, ама да сме живи и здрави. Така. Две награди нови, ама ќе ги оставам за некоја друга телевизија. Имаме и 2 награди нови исклучителни кои годинава ќе ги воведеме. Тоа е веќе исто новина, да слушнаме за кои награди. Нема да имам што да зборам на другите телевизии. Па добро, ако оставам на вас, ако Ќе ви кажем 2 големи награди, се 2 жени кинематограферки доаѓаат да ги примат. Едната е една од најголемите американски кинематограферки, единствена жена што добила награда на председателот на Друштвото на американски кинематографери и една од првите 4 жени што биле примени во Друштвото на американски кинематографери, а другата е звезда во успон, чиј што филм Wicked, што е практично приказната на Wizard of Oz како почнал, или после кој следи Wizard of Oz, мислам дека е мюзикал, не ме држите збор, не сум го гледал, премиера ќе има во ноември, таа доаѓа да прими награда специјална од нас. Ќе кажам на друго место, ама мислам дека е доста. Таа е голема, многу голема кинематограферка, во успон сега е базото околу нејзе, затоа што Wicked е најскапо снимениот филм во историјата на кинематографијата, преку $300 милиони чини. И доаѓа таа, ќе држи исто така воркшоп, да. Жена.
Во главном на повеќето прашања се осврнавме на крај во однос на финансиската конструкција. Вие малку напрвивте на почетокот како е тешко да се обезбедат средства за фестивалот ваков формат. Но вие сте 4 години директор, значи начело сте на фестивалот. Само една година немавме мака. Само една година. И сега првата година се извадивме бидејќи имавме мали средства, ама беше епидемија, никој не ни замери дека имаме помалку гости зашто не може да патуваат. Така. Да. Видете, да, кажете, прашањето ми беше дали сметате дека треба да се направи промена во начинот на финансирање на вакви на големи проекти или настани кои што се од посебен меѓународен карактер, кои сосема друга димензија зборуваме. Тоа ме интересира и можеби некои сугестии за министерот за култура. Ова што ќе го кажам ќе ме направи непопуларен кај некои од моите пријатели и колеги кои се бават со филмски фестивали. Кај нас долги години се води една политика на популизам. И ова не го кажам што ја утре нема да бидам директор на овој фестивал, ќе биде некој друг. Ние се менуваме. Ќе некому не се согласува со политика, ќе се согласи, директорот си оди, има поголема работа, поубава работа, значи нема да разговарам за парите, понекогаш е невкусно да се зборува. Ова го правиме од љубов. Јас го видов потенцијалот на овој фестивал. Кој ќе верува, негова работа дали ќе верува дека го правиме од љубов, но тројца луѓе го буткаме фестивалот на рамена цела година. Сега се вклучуваат сите, имам неверојатен тим. Го градиме 4 години, тоа што не беше добро, што не сакаше, што не се согласуваше, што му беа малку пари отпадна. Останаа тие што се спремни да работат за овој буџет. Не е голем, јас да имам дупло би им платил на сите. Тоа ве уверувам, зашто работата што ја носате огромна. Сега се вклучуваат работници од кои сум презадоволен секоја година. И секоја година се обидуваме да го подобриме, зашто сега не можеме да одиме во ширина, можеме да одиме во квалитет, нема каде да ги сместиме во Битола. За пример, лани од Битолската општина добивме 50.000 евра, потрошиме во Битола 110.000 евра. Само ние, фестивалот. Значи, ние сите пари ги оставаме тука. На наши луѓе во филмската фела, повеќе од половина од тимот мој се членови на Друштвото на филмски работници. Директно го помагаме и луѓето во филмската фела, кои се спремни да работат за тие надници во тој период од годината, ако не снимаат ништо друго. Филмската фела е многу ризична професија. Кога ќе влезете, нема секогаш филмови, некој плаќа поиќе, некој плаќа помалку и тие за да ги јас можам да го разберам за да ги искранат своите семејства, одат таму кај што е најмногу овозможува тоа да се направи. Но Манаки е олимпијада светска или светско првенство за кинематографери. Да немаме илузии, не постои друга институција од овој тип во светот на филмската уметност или фестивали како оваа. Единствен близок, сосема во друга сфера на филмот, до нас, по својата вредност, по меѓународното значење што го добива се повеќе, но потполно друг е Македокс. И ние имаме тесна соработка со нив. Заедно се фативме од лани и ќе одиме по општините, односно по селата да прикажуваме филмови. Да. Наша обврска е мои предци кои работеле на оваа функција, земале пари од медија програмата и не ги исполниле очекувањата и кажано ми е дека сме на некаква црна листа. Ние прв пат отвараме, влеговме во медија програмата година преку детската програма за обука на филмови и мрежата со 7 јадрански фестивали од целиот регион, Италија, Албанија, Црна Гора, Словенија, Србија, Македонија и Хрватска. Меѓутоа, мораме... Знам дека нема да бидам популарен. Агенцијата за филм дава пари на сите фестивали филмски. Но имате фестивали што се образовни, имате фестивали што се туристички, имате фестивали што се филозофски, имате фестивали. И тие сите, јас разбирам дека сите мора да живеат. Ние мораме да најдеме модус што е филмска уметност, што ќе финансираме и мораме да најдеме во животот модус. Така ни се распаѓа. Значи, ние изгубивме страшни манифестации државни. Некои беа приватни, некои државни. Некои немаме джез фестивалот веќе. Тоа беше единствено место кај што можевме да ги видиме најголемите джез музичари во светот. Ја изгубивме универзална, го изгубивме джез фестивалот заради финансирање. Државата почна да ги секнува фондовите, си замина човекот кој што беше визионер, го носеше фестивалот, ја затворија. Ние немаме во Скопје, нема каде духовно да се збогатуваме и надградуваме. Струшки вечери на Национален джез оркестар. Да, ако не, тоа треба да имаме. Тие се извонредни во тоа што го прават, тие носат сега.
Ама таму доаѓа, ќе простите, Чик Кореа, доаѓа величини кои да само во најголеми места во светот што може ги платат доаѓаат. Добре, имаше. И ние го изгубивме таа можност. Вториот наш голем фестивал на кој сум бил сведок како дете, кој што е уништен, ајде да не зборувам, не сум бил одавна, не е уништен, ама е деградиран како манифестација. Ние бевме најголемиот по мое знаење фестивал на поезија во светот. Јас сум одел сум рецитирал поезија како студент, Биле, Рафаел Арберти, Еудженио Монтале, Ален Гинзберг, значи најголемите поети во светот доаѓале во Струга. Јас сега не можам да разберам кога има струшки вечери на поезијата. Не знам кој оди. Така. Добро, што предлагате? Да се направи некаква категоризација? Па се разбира, државата мора да одлучи за ние да продолжиме по својот пат и да почнеме да го враќаме угледот во светот или да ги негуваме овие вредности. Вие можете, дома кој ќе имате буџет, парите да ги фрлите на јадење, можете да ги фрлите на шетање, можете да ги фрлите на гардероба и мора да мислите што ви е најважно во тој момент. Што ќе даде плод в година да биде поголемо, позначајно и да бидете попознати. Велики зборуваме за култура. Се знае каде мора да ги ставите парите, каде мора да ги ставите. Не можете на сите кои ќе распрснете, тоа ништо станува, се разводнува и кубура. Грција отвори Манакија фестивал. Ако имаат поише пари во родното место на браќата Манаки. Ние малце ако клапнеме, јас лани тоа им го велев на колегите, ни го намалија буџетот од 12 на 10.500 и ја викам не се радувајте бе луѓе. Грција е доволно да каже ова е родното место, ние сме исто Манаки фестивал, тука се родени, ќе стави €1.000.000, ќе ги викне сите грците имаат многу повеќе во филмската фела и во уметноста, продуценти во Холивуд, ќе направат поголем фестивал, ќе не изедат, поблиску се до море, ќе го изгубиме. Мајорка почна да протежира како се вика награда за камера. Сите сакаат у Мајорка да одат, кој не сака мене да ме викнат, ќе одам у Мајорка. Ако ми дадете да изберам кај да одам. Добро, значи кое е решението според вас? Решението е мора да се седне и да се види каде мора да се стават средствата, каде најдолгорочно ќе дадат некаква видливост на Македонија. Како да ви кажам, суверенитетот го губиме, не претопуваат, не негираат и така натаму. Културата е единственото нешто преку кое можете. Спортот можете да го направите во спортовите. Имаме најголемите дострели се во индивидуални спортови кои на Фејсбук ги дознаваме. Другото све, како да ви кажам, не се нивоа. Да. Кадети, мадети. Значи мора да видите каде има потенцијал, таму ќе ставите кај што е потенцијалот, долгорочно каде најмногу ќе ви се врати. Не е секогаш парата. Визијата е, ма ќе дојдат да доаѓаат французи, ќе почнат да копродуцираат не еден, три, нема да биде само филмот на овој колега, ќе бидат 3 наши филмови. Нема да добијат само од Македонија, кај што се буџетите минимални, ќе добијат и од Франција. И ќе почнеме да излегуваме. Имаме еден кинематографер кој што работи во Боливуд. Сега имаме еден кој што почнува да работи надвор благодарение на фестивалот и лани. Значи тоа се множи. Само буткаш таму енергија кај што има опстанок. Каде има најголем опстанок, таму сам. Дали очекувате поддршка или овие сугестии да дојдат да има слух за овие сугестии еве ке министерот за култура, бидејќи доаѓа од директно од велата? Јас имам големи надежи. Морам да ви признаам, јас не сум политички определен, но прв пат гледам некаква надеж во таа насока. Не би знаел да ви кажам што ќе се случи, сум бил изневеруван од политичарите во оваа земја. Живеам од 2010-та по-константно 2011-та, значи 13 години. Нема гарнитура која не ме разочарала во своите ветувања и со тоа што потоа го реализирале. Оваа ми делува, морам да ви признаам, можеби ќе бидам непопуларен и ќе изгубам пријатели, како најсериозната по тоа што го слушам. Оној момент кој ќе почнам да гледам, ќе ви кажам дали верувам или не верувам. Добро, и очекувам. Така, уште едно прашање за мотото на фестивалот. Под кое мото ќе се одвива и да ги поканиме гледачите, мотото на фестивалот е еден е Манаки. Еден е Манаки. Добро, баш ми е драго. Значи, господин Јандановски, да ги поканиме гледачите. Фестивалот се отвара на 21-ви. Убава, прекрасна програма, рековте гости од целиот свет во мало, врвот на фактички на кинематографијата. Кремот. И кои се откажа што работат 2 години паузираше филмската уметност во Холивуд заради штрајковите на сценаристите и на глумците кои што ги има и сега се разработеа. Ми со сите разговарав. И Виторио Стораро и Роџер Дикинс сите работат. Не може да дојдат се извинуваат Дариус Конџи, Роџер Дикинс, Виторио Стораро, Ричард Ленчевски, Ерик Месершмит, најголемите. Со сите лично сум се запознал. Многу сакаат да дојдат, некои биле сакаат да се вратат.
Ке дојде време, не можеме сите да ги донесеме, па и глупаво е сите ке дојдат одеднаш, во смисла па до година нема кој да ни се врати. До година, следната гарнитура, до година, ако продолжиме вака, ви гарантирам дека нема да има соперник фестивалот во рамките на тоа, во таа ниша на кинематограферски фестивали кои се поинакви, јас го викам малиот голем фестивал. Како да Little Big Man, има еден познат филм со Дастин Хофман, ние имаме да понудиме нешто што немаат големите земји. Нашето гостопримство, екзотиката, патлиџаните, прошетката до Охрид, пастрнката, тоа го памтат, верувајте ми. Еден од нив дојде првата година кога го пративме во кајчето со овие две дами, секоја година се враќа, фирмата не е вратена уште, штедат, малку беа тешки со пари овие времиња и за нив, и он се враќа и ми вика во камера имаш го сретнувам, вика како сум си поминал до Охрид, вика. И тоа беше најубав ден во мојот живот, поубав од детето кога ми се роди. Ја го гледам, викам невој филм, молим те така да збориш, жена ти ако те чуе. Ова се муабетите. Ќе ви покажам една фотографија после само за да го видите, ова не смеам да го објавувам јавно, за да видите кој е Манаки. Еден е Манаки, од таму произведува Јануш Камински, се извини, не може да дојде, тој е снимателот на Стивен Спилберг на сите негови ремек дела. Значи сите знаат, го сакаат да дојдат, ќе дојде момент кој ќе дојде. Така, добро. Ви благодарам многу. Ви посакувам пред се голем успех на фестивалот, сите гости да бидат задоволни и да ја памтат Македонија и повторно да ни се вратат. Се најубаво. И вам и фала што ме поканивте. Благодарам.